Добро, редот е секако прво парламентот, па после владата, но вака помеѓу две дами, еве да почнем јас во делот на изјавата. Драго ми е што учествував како гостин на покана на интерпартиската парламентарна група, која што денеска ги отвори иницијативите согласно она што беше одлучено на претходниот состанок, а тоа е отварање на процесите толку важни за Македонија во едно исклучително важен период, каде што очите на целата јавност се вперени како Македонија ќе се движи напред во сите оние процеси кои што се важни. Знаете дека согласно важноста на трите процеси кои што во моментот сега збориме, а тоа е интеграцијата, тоа се реформите и процесот на помирување. Дискутиравме и денеска токму со интерпарламентарната група, каде што јасно одлучивме во кои правци ќе се движат работите во идниот период. Како иницијатор во собранието кој што го отвори процесот на помирување, заедно во веќе отворениот процес на интеграција преку уставните амандмани и процесот на реформите кој што тече во втора и следна фаза ќе тече, драго ми е што интерпарламентарната група ги прифати сугестиите, се формира тело, преку новата пратеничка група предводена од 8 пратеници, тоа тело беше иницирано во денот кога се даде шанса на почетокот на потребата за донесување на уставни промени во државата и еве денеска е преточено во негова формална разработка. Сите сме свесни колку е важен процесот на интеграција во Република Македонија, во интегрирањето во НАТО и во Европската Унија, заради тоа што тука е нашата надеж за економија, за повисок стандард, за подобри институции и така натаму и така натаму. Колку се важни реформите кои што конечно граѓаните очекуваат да го подобрат нивниот процес. Но сите сме исто така многу свесни колку е важно помирувањето кое што ни е неопходно во ова поделено општество. Конечната цел на ова помирување мора да допре до граѓаните, посебно до оние групи на граѓани кои што се и текако длабоко поделени. Затоа веруваме дека паралелно движење на сите овие процеси ќе дадат резултати исклучиво во интерес на граѓаните и исклучиво во интерес на државата. Во тој дел, она што интересира јавноста е исчекорот кој што координативното, односно интерпарламентарната група ќе го направи во форма на предлог законско решение во духот на помирувањето и простувањето, каде што обострано и двете страни ќе покажат делот на каењето, делот на помирување помеѓу себе, подавањето на раци преку еден закон кој што јасно ќе направи дистинкција од насилството и учеството во физичкото насилство, како и осмислувањето на ваквиот процес кој што се случи во 27 април, од сето она што е надвор, буквално од организацијата, осмислувањето или физичкото насилство што се случило. И во еден таков правец верувам дека помирувањето ќе почне од таму каде што доби поделбата кулминација, а тоа е 27 април и настаните од 27 април, преку едно ваков транспарентен процес со фокус на вас, медиумите и граѓаните, уверен сум дека ќе ги постигнеме конечните цели. Секако се разговараше длабински и во делот на интеграциите. Не сме да заврши процесот овде на уставните измени. Сите се надејаме дека навистина ќе има мнозинство, двотретинско, најмалку за уставните измени. Интерпарламентарната група може да помогне многу во комуникацијата со парламентите и Сенатот на Соединетите Американски држави при ратификацијата на протоколот за НАТО и сите други постапки кои што следуваат од интеграциите. Во делот на реформите, одредени реформи може да бидат убрзани токму преку ова тело, може да бидат и закочени заради потребата од јавност, дебата или слично. Но и во делот на помирувањето, каде што можат слободно да повикат премиер, министер, да се нацртат овде и да решават проблеми помеѓу навивачки групи, помеѓу различни општини од опозиција или власт на локално ниво и слични примери. Така да верувам, ако мудро го искористиме целиот овој процес, ќе се терат работите во вистински правец и исклучиво во интерес на граѓаните. А таму каде што треба да се критикуваме, таму каде што треба да бидеме критични едни меѓу други, секако опозиција и власт тоа ќе си го направи, заради тоа што и заради тоа и постојат. Во момент, дали тоа е на скалата на мисли, дали е можна некоја преквалификација на одредени делови? Јас велам да оставиме сега на правни тимови, кои што под раководство на овие посебни групи ќе ги работат за следните чекори. Ние денеска изразивме политичка волја. Со моето гостување на самата група, јас ја потврдив мојата лична волја и волјата како премиер. Верувам дека низ следните чекори кои што следуваат, ќе ги дознаеме сите стручни аспекти на механизмите како
помирувањето да почнеме да го ствараме во државата преку настаните од 27 април, а истовремено како да се постават и другите аспекти на целите на интерпарламентарната група кои што се воочени. Така да она што досега можеме да го кажеме е волја постои, желба постои, но секако знаеме дека црвени линии не смеат да се поминат, што е многу важно, да не ни падне на памет да влијаеме во правосудниот систем. Затоа што знаете дека реформите во правосудството и независноста на правосудството се императив, многу важни и заради интеграцијските процеси према НАТО и Европската унија. Има нацрт закон за помирување до сега или Нема доправа ќе седне да се работи. Кои сте првите рокови? Кои сте првите на рокови? таквиот законско решение за амнестија? Еве јас и малку дадов насоки. Треба да се разграничи што е тоа насилство и физичко насилство, организација и осмислување. И што е тоа некој да учествува во толпата, да биде заведен, да биде понесен или слично. Сите може да се согласиме дека терористичко загрозување на уставниот поредок не е нешто кое што треба да ги опфати сите, така? И не навлегувам подетално, само го кажувам како пример дека имаме потреба да направиме јасни дистинции и разграничување. Секако, пораката на помирување, на подавање на рака и слично мора да постои, но и пораката на неповторување на вакви работи исто така мора да постои. Оти ние да се помириме во моментот и да тоа се пушти дајдоле до последната клетка семејството, граѓаните на локално ниво. Ако повторно се повторат вакви настани, ништо не сме направили. Така да верувам правните експерти кои што ќе бидат буквално и ангажирани од работното тело, односно од интерпарламентарната група, ќе најдат мудри начини и низ постапките по пат на транспарентен начин ќе се донесат законските решенија. Некој на кој што кој се разговара до кога треба да го имаме тоа законско решение? Јас би сакал тоа да биде колку што можно порано, како што би сакал да може и да бидат и порано сите други процеси. Моја желба е да не чекаме тоа согласно реформите 2022 за правосудство, ако можеме и порано да донесеме законите, имплементацијата да биде, но тоа е секако само наша желба. Многу се важни сите други аспекти на правно-формалното носење на одлуки, закони или слично во државата. Премиере, вашите министри спијат по комисии, исто така има и министри што не идат во работата. Дали имате одговорност пред граѓаните, исто така и пред државата? Јас верувам дека секој министер може да ви даде одговор и можете слободно да го прашате за одредени негови позитивни или негативни поставки. Граѓаните веројатно ги интересира, па вие медиумите прашувате, така да слободно прашајте за овие работи, нека дадат одговори, секој треба да се изјаснува која му е намерата, заради тоа што јас еднаш реков. Ние внимателно ги следиме процесите се сериозно одговорни, секој носител на јавна функција има сериозна одговорност пред граѓаните и многу лесно можеме да кажеме добро, до тука беше доволно е, не ми се доаѓа на работа, повеќе ми се спие отколку ми се работи или слично, така да верувам процесите ќе бидат и вака заокружени. Но секако треба да ги прашате директно било кој носител на јавна функција за одредени забелешки кои што ги имате, заради тоа што многу пати повтарам и пак ќе кажам, транспарентноста е нешто која што и помага многу на Република Македонија и вашиот фокус токму преку тоа. Кога сме тука, кога ќе биде реконструкцијата на владата што ја најавите своевремено или поместувањето на ресорите? Има промени во ресорите. Знаете дека имаме сериозни процеси пред нас, согласно тоа и тактизираме околу овие прашања, се јавува потреба од политички партии да повлечат своји луѓе. Тоа е дебатата која што постои. Реконструкцијата која премиерот отвара прашање за промени на одредени министри. Така да им дадеме важности на приоритетите во државата. Прв приоритет на Република Македонија е тоа што сите не обединува. Интеграцијата во Европската унија и НАТО. И согласно тоа, вака да ги водиме процесите. Како ќе носиме одлука, верувајте, веднаш ќе ја споделуваме одлуката за ова прашање или за било кое друго прашање. Па ќе да напуците побара од вас да го разрешите Арнан Ѓајков од функцијата? Полека, ќе разговараме, ќе видиме аргументите кои се, сето тоа е важно. Така да, истовремено и таа политичка партија побара од мене да помогнам како премиер Македонија да влезе во НАТО и да почне преговори со Европската унија. Ќе разговараме, веројатно тоа е експресија на нивни политички недоразбирања кои што постојат натре, па се појави јавно еден ваков став, ќе разговараме во рамките на коалицијата, ќе ги знајдеме решенијата. Председателе, утре почнува расправата по нацртот и со амандманите, очекувате ли обструкции, конструктивна расправа и до кога може да очекуваме ако се иде како што треба во рамките на роковите да бидат гласани?
За делот на роковите тоа само парламентот може да го каже. Јас знам некаде средината на јануари ни доаѓа ако роковите ги исполниме онака како што тоа е предвидено. На одредени рокови парламентот ги има од 1 ден до 10 дена. Се зависи како ќе тече дебатата. Јас очекувам да се следи духот на дебатата до сега, посебно и духот на дебатата во комисиите. Се работи за нацрт амандманите, тие се јавно објавени, беа дадени самите сугестии. Самите сугестии помагаат многу и на владата како властен предлагач во интеграцијскиот процес на самата следна фаза која што следува. Јас токму од тие причини верувам дека постои можност и многу други пратеници да ги поддржат конечните амандмани. Затоа што веќе најавија, еден дел од тоа е прифатливо, Грција нема проблем со тоа што се сугерира, барем во еден дел, и верувам дека тука имаме една кохезивна алатка, но и процесот на помирување е сериозна кохезивна алатка. Но и процесот на разгледување на реформите е кохезивна алатка. Затоа велиме, трите работни групи, со трите аспекти на делувањето кои што се поставени преку интерпарламентарната група, едно со друго си помагаат, но на крајот сите заедно и помагаат на Република Македонија и на сите нејзини граѓани. Дали со процесот на уставни измени ќе завршат врските на Македонија во однос на договорот од Преспа или ќе следува менување на тие трговски марки, химната и другите сегменти? Как договорот тоа го опишува, после тоа следуваат врските на парламентот на Грција. Со тоа после треба да почне да се применува. Односно, во одредени делови ние имаме одредени рокови. Во рок од толку и толку време треба да се дефинираат одредени работи кои што не беа од таков приоритет за да бидат конечно решени во самиот договор. Односно, делот на она кое што таму е запишено во рок од 3 години да се решат како отворени проблематики и доколку не се решат во рок од 3 години остануваат како што се. И трговските марки, нашите или слично, но верувам дека тоа се само дел од прашањата на кои што Македонија и Грција ќе работи за да ги зближува и своите економии, и своите граѓани, и своите држави. Премиере, како председател на влада, дали вашиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски ви информираше докаде е истрагата за бегството на Никола Певски? Да, знам сите детали. Јас сум информиран, но истовремено јас како и министерот мораме да почитуваме јавното обвинителство за истрагата. Говорим од желба јас и Оливер Спасовски да ги кажеме сите детали. И делот на внатрешната истрага, и делот на истрагата која што прави јавното обвинителство. Но законите во Македонија велат кога имате налог од јавното обвинителство да заврши истрагата, па да соопштувате тоа што е налог го почитувате. Тоа е така во демократиите и во земји каде што владее правото. Благодарам на сите. Ви благодарам на сите.